Мобилната апликација ChatGPT за iOS и Android генерираше приход од $2 милиарди од своето лансирање во мај 2023 година, според извештајот на AppFigures. Со просечен приход од $2,91 по инсталација, апликацијата е 30 пати попрофитабилна од конкурентите Cloud, Copilot и Grok во првите 7 месеци од 2025 година. ChatGPT заработи $1,35 милиарди, што е скок од 673% во однос на истиот период лани. Најблискиот ривал, Grok од XAI, оствари само $25,6 милиони, што представува 53 пати помал приход. Споредбата по број на инсталации исто така ја нагласува доминацијата. ChatGPT е преземен 690 милиони пати глобално, додека Grok има само 39,5 милиони инсталации. Само оваа година, ChatGPT е симнат 318 милиони пати, речиси тројно повеќе од истиот период во 2024 година. Научниците направија значаен пробив во развојот на интерфејс мозок-компјутер, постигнувајќи декодирање на внатрешниот говор, тивкиот внатрешен монолог, со точност до 74%. Технологијата овозможува луѓе кои не можат да зборуваат да комуницираат преку мозочни сигнали, приближувајќи не до свет во кој мислите директно стануваат зборови. Истражувачите користеле микроелектроди во моторниот кортекс на четворица учесници со тешка парализа, следејќи мозочна активност додека тие се обидувале да зборуваат или замислувале говор. Вештачката интелигенција успешно разликувала шеми поврзани со зборови од вокабулар од 125.000 термини, овозможувајќи декодирање на цели реченици. За приватност, воведена е ментална лозинка што ја активира технологијата само кога корисникот тоа ќе го посака. Со точност од 98%, оваа заштита дава целосна контрола на корисниците. Иако се уште не е совршена, технологијата ветува револуција во комуникацијата меѓу луѓето и машините.